ова наше древно тło. Една желба имаме, Насмеяни да бидеме, за дена или 100. на човеку е попусто. Во ова време матно, само сменето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Во циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, смејане остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Добро и во зло, На ова наше древно тło една желба имаме, насмејани да бидеме, за денар или 100. на човек му е попусто. Во ова време матно, само сменето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, смејане остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, смејане остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во стендап Македонија. Он се слуша, се слуша. И се знае. Слушаш? Ей! Шо ќе те вај пиштол, брат? Откаде знам кој ќе дојдат? Мушки е вај за напад што е министер. Новио. Ако дојде за него ќе треба млад со пиштолче, да, мора да се спреме. Не, за него ќе треба поголемо пиштолче. Разбираш? Добре, чекай. Колега, колега, само момент. Добре вечер, како е? Добро ли е? Добро е, момент, колега. Како е расположение универзална сала? Добро ли е? Да чујам како е расположение универзална сала. И некој свира, значи добро било, брат. За Македонија напред, ајде. Број 4. О, колега, кај си, колега? Добро сум, колега. О, абе тебе ти имам гледано некаде смешен театар, овој театар на комедија, овој драмски театар, Имам глумено у смешен театар, на драмски театар, тако звани театар на комедија. По тебе така ти е фацата смешна. Да, смешна ми е фацата. А шо? Таму ли си уште? Не сум таму, ми избркал таму. Шо збориш, брат? Па ми избркал, ми рекоа дека сум бил преквалификуван. Многу сум бил смешен. Значи доаѓа у канцеларијата. Идем таму у канцеларијата. Директор и смее ти си. Директорката ми се смее. Ме седна тука и ми вика, леле, колко си смешен. И вика, пана су на пътката. Много си смешен.
Разбираш? Добро. И пошто си многу смешен, најди си некоја посмешна работа. И не тражам ја уште таа посмешна работа. Аха, значи ово е таа посмешна работа. Да, стендап е посмешна работа. Добро, одлично. А иначе, А иначе друго што? дојав тука кај министерот, ако може да ми ја скине таа преквалификацијата, да не сум многу смешен. Аха, да бидеш Само смешен. само смешен. Да, за да можам да се вработам во театар. Тоа е добро. Да. А ќе ти ја скине ли? Па ако ме скине, супер ќе биде. Ако не, здравие. Значи он најубаво знае кога те скине. Најубаво, брат. Да, иначе снимав една реклама за владата. Што збориш? Не за влада. Не викај, не. За владата. Ладата, без В. Без В. За ладата. Ама па вие другите се возеа у ладата. Они ќе свана дека ладата. Да, и за ладата. Добро. И, ама таму кога сум ја нешто смешно рекламата на ник не им е смешно, пошто ја кога сум смешен, тоа не е смешно. Ај, преведи ми шо кажа, брат? Ти не си смешен. Добро, да. И сега доктор кај министерот ако сака да му се извинам за таа за килата. Ајде да ти ја скине преквалификацијата Да, да ми ја скине преквалификацијата. О, да те скине, добро, одлично, браво. Ти шо бараш кај министерот? Ја дојди. Моли. Слушай се. Моли. У мода било младите да се вработуваат сега. Каква е таа мода, бе, брат, ја не ја знам, брат. Предизборна мода е таа. Предизборна е таа. Значи одат по улици и видат млад човек, собират ги одма, брат. Како бе? Видат го млад човек и такви коли ти ке работиш. Дека, нема врска. И взимат го так и он и стават на компјутер, разбираш, и стават на тук и он работе. И вика, шо работиш? Појма нема. И вика, утре завршна сметка. Так, ентер. Нешто да се работи. Нешто се работи. И работи си човек, кој тоа е многу, и ја да ти кажам, ако ми веруваш, ако може и не ми да веруваш, јас сум за не дај Боже да му текне да ме вработи министер. Значи, ти си тука да не те, ако те вработи, ке Не бегаш. спомнувам, ти може да ме вработи одма, разбираш? Оти млад човек сум, и одма, так, компјутер ми става, так си работи. Зависи до компјутера. Разбираш? Земано тоа. И сега, чекай, зашо не сакаш да се вработиш, брат? Гледай, чуден човек. Сакал да се вработи, не е нормален. Сега ќе ти објаснам, дојди. Моли. Прво, например, да предпоставиме дека ќе се вработам, така ли? Да. Значи шо, ќе взимам плави картони, така ли? Ке си имаш плави картон. Значи шо, треба да се разболам. Па ке ти пропадат плавите картони, брат, треба да се разболиш. Значи, добро, ај ќе се разболам. Добро. Уреду. После тоа, разбираш ли, ќе земам еден кредит. Шо ке ти кредит? Па така сите прават, кога се вработат одма кредит се земат. Добро, и шо ке правиш тај кредит? Ќе го земам кредито, треба ли да купам кола на стара од Бугарија? Па треба, брат, треба кола. А за да купам кола на стара од Бугарија, треба да ли да извадам бугарски пасош? Па треба да ти кажеш. Зачо он сака мене бугарин да ме направи? Брат, он тебе сака да заебе, да те разболи, бугарин да те направи. Болен бугарин! Брат, тоа сака болен бугарин, не дай Боже. Не. И, добра, болен бугарин ќе го прежалам и така се болни бугари. Моги се бугарините, да, добро, Разбираш? А иначе знаеш ли кај најбрзо се ваде бугарски пасош? Па гледаш тук у Охридското езеро, најдеш си. Знајалци! Белај црна хроника, молим те. И после тоа ќе земеш уште еден кредит. Шо ќе ти го ше кредит? Па така прават сите од кредит на кредит, разбираш? Да се заглаве се, па се одглаве со друг кредит. Добро, и после шо ќе правиш за кредит? Они се смеат да ќе знаат како е. Од тука 80% се кредитари. Акредитирани се. Акредитирани на кредит живеат, разбираш? Тоа се тие 20% што се они што ги делат кредитите. И после? И шо ќе ти во вториот кредит не објасни? Сега вториот кредит треба ли стан да си купам, разбираш? Дека ќе живеат. Треба стан. Тука не издала стан ли ќе живеат? Треба стан, треба. Оно големе е, предсобито големо е, вака. Ама не е тоа, разбираш? И стан сам ли ќе бидам? Не бе, ќе си се ожениш. Шо? Боле човек, брат. Шо? Боле човек, брат. Да се жена? Нема шанс. Млад сум. Не кеш. Млад сум, имам уште 4 години до законот, тоа 30 шо е, разбираш? За данок. За данок. Да, па не. Не, колку сакате заедно од тебе. И после јас се вработа, ти не нормален ли си? Не, с краја да робиш го. Бог да чуе, добре. Знаеш што сега ти објаснам? И на вас да ви објаснам. Шо било работа? Сега е у мода да си невработен, разбираш ли?
Кој е там? Таа е ретро мода. Не минлива мода е таа. Да, 20 години трае мода. Да. А најавено уште за 30 ќе трае сигурно. Тука кај нас. Еба си мајка. Значи мода е да се не работи. Тука 40% се модерни. Не тука у државата 40% модерни. Обшто у државата 40% модерни, разбираш. Тука има некој ти брат работен ли си? Па нормално дека се работел, кај ти пари за карта? Шо? Чекай. Работен и женен, така ли е? Нормално не бе, брат, кредит имаш ли? Ета! На кредита бе! Кола имаш ли? Настава ли е? Јага! Стај ли го видат, молим те! Стај ли го видат! Види го! Ево, може да се стvari! Добре става! Значи, установихме дека ти не си модерен. Ти работен ли си, брат? И Ивае не е модерен. Ти работен ли си? Не е модерен човек да видите. Стај ли видите? Модерен човек! Ја! Види го! Значи се види го! Модерен човек! Еве, еден модерен, дотеран човек, не е вработен. Ти, брат, така, дотеран. Слушай! Плюс тоа, на кошулата има кај да си стае за спонзорите тук ще ги носи. Абе, како се стомле черен, повеќе не клеца се обича. Не, добро, седи. Седи, брат. Видиш? Него, слушай сега. Шо? Јас сватив дека боле е да си невработен, Добро? затоа што имаш време за себе, бе. Ау, а Значи, слободен човек си. не што има, значи имаш време за себе, од толку што имаш време за себе, многу ти се. Еби ли рече? Ја повечу. Срамота. Стари луѓе има тука, човек. Не се стари, не се повозрастна Не гледаш Господи, тоа во години што е. Да, гледам ја. Пусто. Да, срамота е. Али ебе ти си. Шлакна ми го сега поштено. Благодарам. Позади сцена пак и ти ушлак. Ти го примам со задоволство, бе. Јас сега ќе ти го давам, ти прими го кога сакаш просто. Биди понежен, немој ти ко министар само грубо да те. Ќе те намачкам. Добре, се гере. Многу за такви работи. Многу И разбираш ли? И овие не ми е јасно, овие невработените, многу време имат за себе, ама шо прават цело време, брат? Брат, треба ли некој да оде у Сити Мол таму? Таму ли? Таму е. Стече ќе го прашаме, мислам дека е таму. Стече се знае. Се знае. Тоа е негово. Значи, Треба ли таму некој да пие кафе. купува Зара Мара таму, не знам што стија? Треба да купува. Пуленберг, што е тоа Пуленберг? Мечката. Мечка. Чекай, а треба ли некој у кафаните да седи? Да, треба, брат. Ама ја нешто ја приметено. И пуно е ццка убава. Ја приметил дека по кафаните само невработени луѓе има. Што мислиш ти? Од кај им пари бе на тие луѓе? Кај знам, изгледа газата стои пред кафаните, по 100 денари давам си тоа. Да нека врте парата сега. И така. Што ти е тоа? Ова е пуканки. Ова се пуканки. Што ви е пуканки, бе? Му ги донесот бе мезе за вискито на министерот. Нештиците скапи се сега. Ама гледам нешто испукани си му ги донесел. Па брат, сега не бива тука на решето да ги пука да му мириса од кабинетот. Пуканки? Шо? Заебал си ја работа. Зашо бе заебал си шо бе пуканки? Плаво имате. Не знам плаво има, брат. Ама дај шо, молим, па и не е толку страшно. Оти. Ово црвеното е подоминантно, да ти кажа. Викаш, чекай, бац, ај молите, Дел далеко, да видим што ќе удари на плаво или на црвено. Ајде ту даран црвено, те молите видим. Ја так, црвено е. Добро е упичко, брат. Абај министерот црвен ли е? По тапетите изгледа црвен. Нешо, вика това плавото било од 20%. Бе, мами, колку? 20%? 15? Ако жените и шваренките гласат за нив. Вечерта. Под услов да се разположени. Не се смејате, изгледа много плави има тука. Од плавите. Не е страшно.
Не, зашо? Тоа е, како ти кажам, реалната слика е во. Ова ти е, зашо? Ова плавото ти е 5-6 општини преку сила. Сега 5, ама изтепче го нема сега 4 се брат. Помалце, една општина помалку е. 5 степче помалце се брат, сигурно. Сей. Пошатраш лаката ја. Не знам. А ти не ли му носиш поклон на министерот? Не му носам поклон. Добро брат, ти кога влагаш од туѓа куќа. Добро, имам влезено од туѓа куќа неколку пати, да ти Ала кажам. ти е честита. Фала. Сега кога влагаш од туѓа куќа со раците ли влагаш? Мислам, шо влагаш? Со празни раце ли влагаш? Не, обично кога влагам од туѓа кука, прескоскаш и кука за тоа. Ја влагам со тоа што ми од спред. Тоа најшто ми штрче. Вау, значи не си со празни раци. Не, јас сум, пошто сум глумец, брат, и ја дојде тука за да не ме вработе министро. И спремамо една песничка, не многу спрема, пошто не ќе да ме вработе, разбираш? Тебе така колку да се рече ја спреми. Ради Рено. Ако сакаш ќе ти ја рецитирам сега, сакаш? Сакам. Ама чекай маца, ако ти ме рецитираш мене песната, јас што треба да го глумам министерот. Мене министерот ти би. Чекай, ако ја го глумам министерот, шо? Ако ја го глумам министерот, тогаш треба да седнам на фотелјата. Дај, на фотелјата. Ја му вика, па ти Сашо, стоп, одма стоп. Чекай малку се. Да ти ја. Една работа не ми е јасно. Па е многу добра фотелја. Многу е добра фотелја. Не е толку добра, ама добра. Добро, јака се. Има и подобри. Има и подобри, сум видел. Чекай се, јас сум го видел министерот како седи на фотелјата. Ама како да стасаш до фотелјата? Тоа не ми е јасно и на мене, разбираш? Знаеш шо, волим, одоколу и прави сумов дека не те интересира, разбираш? Да ми болете кура за фотелјата. Не ти е битна фотелјата. Не скажеш ти за друго седење, ти Еј, ама нешо. Ама како идем на фотелја, нешо ме буца од позади, брат. Еј, не се секирај, тоа е природен процес. не утеши сега, брат. Дај ме овие црци за шолица ми, знаеш шо? И кога ќе дојдеш до неа нагло седни. Нагло не седам. Дека се веќе до први шо. Друго е. Ма како, види, кога ќе седнеш вака и гласот ти се мење. Да, некако над мен ти е. Подоминантен, да ти кажам. А и више не ме буца сега, ја буцам. Плюс тоа гледаш од дистанца на работите. Од високо. И, например, можеш да ги гледаш од тука како улават странките, разбираш? Да, добре. Пример, Улезе една странка улезе. па улезе друга странка. Станка улезе сега. Па улезе Бранка. Па после станка па уште дъшка улезе. Опа, стаја таа станка. Ајде рецитири песна. Ајде, фала ти, опа. Ајде, чекай да видам сега. Ушува, и казо ми мина. Слушай го, брат, ово. Друго. Знаеш како се вика ово? Моли, донесете одлука. така. И вика, и сега причекай, дай малце се концентрира онака полски, ово сега. Ајде, рецитири.
Другари, например, гледай се, и сега ќе го гледам министер у очи, му викам. Не ме гледай толкова очи ме боли главата. Ајде. Задоволството во она што го работиш е основа за совршенство во работата. Браво. А твоите очи, кога ќе ги видам, Абе, ја очи не сум видел на министр, нема врска, брат, моля, ето. Па ја не знам што споминеш очи, ја очи не сум видел на министр. не, не е таа песна. Дај некој, дај таа процедурата песна. Део ја, Моли, слушај песната. која песна? Вика се Умилкување. Умилкување, тоа е таа песна, Чекай, министр. По-убаво да ти дојдем, чекай. Ајде, дојди туку, баба, тука, дојди ва. Чекай сега само вака. Емоциите да ми дојдат. Ја го ја, чекай. Ајде. Емоции да ти дојдат, молим те, убаво да ти дојдат. И на мене по-убаво да ми дојде, разбираш. Ајде. Оно само ќе си стане, не? Само ќе си, како ми дат емоциите, така намо ми дат. Значи, од емоциите, од тука ќе го навагнат тук и он ќе дојде тука. Добро, Не се секири. не, ти не се кири. Само да ми дојдат емоциите, молим те. Ајде, сконцентрирай се. Беше убаво, министр. Ќе те предплатам за вечна љубов. Така, значи, вечно да бидеме на власт. Добро е тоа. И во пости, и во гости. Предпостили бе, малку незгодно тоа. Косуво дрво, Моли, косуво не дрво. бе, тоа мака дрвото да му го мајката си. Тај малце предигра да му го мајка. И ќе те не те лапаме Ево, бега. не, Не те бил за министр ти, не може да не ми доаѓаат емоциите, брат, што да правам? А чекай малце сега, ти да имаш песничка, јас да немам песничка. Па можеш ти да му направиш една песна? Која песна? Чекай, ја ќе му пеам. Не, ќе му пееш. Што песничка? Ќе му пеам оваа од Шако полумета ќе му пеам. А, Она е лепша од сношти. Знаеш ли таа песничка, не? се убаво, Ама знаеш ли ама песничка? многу е турбо фолк, брат, не бива тоа. Ама ја болја пеам. Она е лепша од сношти, не мирис у коси, просто до неба ме носи. Не, убаво. Значи, можеш ти таа песна, ама дај друг стил, брат. Као, например, да ја рецитира некој друг. Добро, радиш на печија. Знаеш си. Еве, ајде. Ја ќе ти го будам министер, чекай. Добро, мацот позади убаво да ме краш. Добре. Центрирате. Значи, радиш на печија, она е... Ами сте се побави, не се врти. Добро ли, Вака? Одлично. Ете га. Истекни го. Дај на емоција, беше. Мири су коси. Така, добро е тоа. До неба ме носи. Одлично. И се носи. Набувнаме. Роđena samo za tebe. Добро, дај, уште. Ljepota od žene. Браво! Bez nje. Без неја, што? Bez nje. Добро, кажи го збор. Mi se kući. Што? Браво! Одлично, бе! Вака си вработен 100%. Браво, одлично. Те така се лижеме, брат. Те така се лиже, брат. Така се лижеме, а не некој ќе дојде кај министеро и знаеш како зборат. И дојат кај вика, дојде господин министер, може ли малку да се лижам? Молим, не те разбирам. Може ли малку да отворам тој да се лижам? Ја као министр не те разбирам, брат. Значи, и после министерот народно не го разбирал. Нема врска. Народа неки како го сака, брат. Значи, кажи си што сакаш. Не знае како го сака. Пример, пример. Ти како би излежал кај министр? Доаѓам кај министер. Добро. И строго го гледам. Зашто съм отворено. Му викам, добре, господин министр. Добре. Како е, добро ли? Добре. Од Сабајле биде ли? Биде едно големо, да, биде. Добро е. Да. Ај ке молам процедурално. Процедурално, не е проблем, процедурално. Ајде, Добре. само гледайте напред и опуштено. Опуштено, пиче твое што е njeno, nije problem. Ајде. Опуштите ги вие гъздите бутини што се. Опуштени се. Ево. Ајде. Отварам го. Овие што се ги отварам гъздите бутини и го лижам. Разбираш? И он човек, ја човек.
Двайцата човеци, разбираш ли? Е така. Ама ти, министри, не си се пришъл от sama, или? Що да се пришъл? Знам дека трябва два вика от тебе да пия. Нема потреби да се паѓа, ела бабу замиш го. Те така се лижи, брат. А кажи ми, вака и кај жените ли лижиш? Не, ама на пусто можеш и има и друга варианта. Која е? Да бе, са порифлер. Да и на вас да ви кажам, ако ќе ви лижате кај министърът. Да си знаете по гарант да чекате некој од вас. Гарант некој од вас кај да ќе лиже кај министърът. Ево, знае ја да да ви кажем на вас. Значи, Шо си човек? кога идеш кај министър да лижеш, първи ќе си лапнеш 2-3 ментал бабончички, разбираш? Добро. За кој ќе го зашлапаш, Да го освежиш. Бамбун да го освежиш. Пошоли се 24/7, разбираш? Нон-стоп работат. Значи, пошто тој е натапкано, Па уште кој ватне с министър? Нема шанс. и треба, знаеш што, треба да ги онедеш малку вака. Да, малку. Пошто тој е горе ојдено и сега треба да го разтегнеш го, разбираш ли? Браво. И ако има ватенци да му дунеш, например, вака, влезе. Обдува ја, како му е на министър, кога после метал ботък и му духа да го намовнеш? Ајде, колега, молим те, демонстри се. Ако е некој од овие туј, муј, она, тие, ту ви да им покажем колко е Ајде, спреми ли си? Ајде. Се, овие сте ми дали вака лижеш и ка жените. Не. Како се лижеш ка жените? Жените другаче, они се како рибички, брат. Не те разбирам. Значи, много се плашливи. Значи ако ги гледаш у водата вака, Не можеш нагло на жената да ја улезеш. ќе избега. Ки избега, он да разбираш, так избега. Како да излезеш? Сега ќе ти кажа, они се како рибички, например, први ќе улезеш со едениот прс. У водата. Вика цъца, значи безобразни све биле. Ама кој не му стиска, нека се излезе слободно. Или кој не е стискал отдавна, нека излезе. Или никој не е бракал, нека излезе. Ќе му правиме лиги сега. Малце некултурно е мајка и сина кога дошле заедно. Не знаеш на кој му е по-несконо. На тој што се едно нив. Што има врска? Кај мене уштипкова бебе и татко ми и сестри ми заедно дојдеа. Татко ми едно незгодно што му беше. И каже Како да не е бракал, разбираш? И бркнеше едниот прст. И Бркнеше едниот срамота. ама не е срамота тоа, така е. Бркнеше едниот прст. И бркнеш го едниот прс и правиш бранови. Знаеш? Добро. И после, што се дешава од брановите? Чекайте. Дај бранови се, добро. И после, Навлажи го, молим те. И бркнеш го едниот прс и правиш бранови. добро. И залажеш ја од бравите рибичката, она бака прави. После, И ако не успеат тие брави, бркнеш ги други прс. други бранови се на други. По-големи бранови. И она, так фанеш си, Кога ќе фарам ја рибичката, одма сакам нешто да и правам. Нема шанси. Нема шанси, ти треба неа да ја догореш 4 дена уназад, за 3 дена унапред, брат. Да има време да се спреми. Да има време да се спреме, брат. Значи у понеделник за унедела. Така. Психолошки да се спремиш. Првиот ден, разбираш, Шо прави цела недела? Првиот ден шо прави? Првиот ден вика шо правам да си купам долна облека секс. Добро, тоа окей, долна облека. Секс. Вториот ден вика како да го запалам дечко. Утре многу е тешко да го запалиш дечко ти. Ја, пример, многу тешко се пала. Оди па изгаси ме после. После третиот ден вика, доаѓа дома, вика, чекай сега малку... Фенг шуи. Фенг шуи, собата не ми е наместена, ома преуредуе плакати, мести, кречи, менја чаршави, китки. На црвено да ударе појавно. Да, разбираш. Држи свеки китки, митки тука се направи. Мине цела недела. И мине цела недела и добро сега, ај ти знаеш дека ќе дојде недела и ќе биде се, разбираш, ама он не знае. Како да му објасниш на него кој не разбира? Разбираш, он буде се века, кога ќе биде? Он целиот укочил се, разбираш ли? Здравил се и вака цел време. Разбираш, со главата прави. Со главата ли прави? И Добро. Това што ми кажа, не знам, ви?
Ако го удреш, он се наведе и па се върне пробитата положба. Арно, ама знаеш што е работата ке него? Што е проблема? Много е свой глав. Ај што е своеглав, едно време и тврдоглав стане. Кој па разбери се со него после кој е тврдоглав? Нема шанса да се разбереш. Не бива, брат! Не бива. Знаеш? А после некој време тешко му дојде. Брат, не тешко, едно време падна депресија. Овој пат дигни го после. Нема шанси, нема дигање после. Нема после, нема шанси. Разбираш ли, и па и наташе се. Пуште една сълзичка, разбираш. Демек тешко му е. Што да правиме, ја ли се откри? И тој седмиот ден. И брат, дојде недела! Знаеш ти какво е недела, не ли? И дојде недела. И дојде недела, разбираш ли? И брат, ти готов спреме си и сега дојдете тука кај неа вечера. Спремила вечера. Спремила вечера, се средила и подотворила е вратата од спалната соба. Малкучко и тамо гледаш ги свеките, китките да не е битно. И гледа на мамете, демек ќе биде нешто. И правите муавет. И правите бош муавет. И викаш ти избориш процедурално викаш. И вчера се другарите седим и он вика, хај се бација, каже, јас се испокази со смење. Тоа беше вчера, брат, смешно, денеска не е како ти објасни. И води објасни му дека не е смешно. И после глупија мабет, најглупото. Не е После најглупото вика, срце ти на факултетот кај си? Кој е муабетот со факултетот? Или крајното, веќе кога више ќе се завршат сите теми што се не треми, вика денеска ладно беше време. А и овој снегот не изненади. У декември. Што е боле неа за снегот? Што па тебе боле за снег? Што па него го гајде за снегот? Што па твајто ги боле за снег? Нема врска. А вратата таму отворена. И брат, готово, дојде тај моментот. Разбираш? Дојде тај моментот, оно улезе таму, ти излезеш оно. И одеш на ке неа, разбираш, спалната и таман. Легната, разбираш ли? Она легната, ти стоеш тука, ти ја гледаш неа, она го гледа него, он тебе не те гледа. Разбираш ли? И тука целиот ти се нервозен. Секи би а она ти е уморни косач поза. Или јас што ја викам, ја дојде. Па сега ти дека си знаеш. И брат, ја дојде. А он веќе работи. Не, он работи, брат, скопте на сад, него он веќе работи, разбираш ли? И а ти тугај да сванеш, убаво ви е тука окречено. Разбираш, тогаш приметиш све. Тугај, уствари она за тебе го прави тоа за свеките чаши, за да не ти е досадно бе брат веќе. А тогаш приметиш и свеки чаши и све. Да, се ти стане јасно. Она за тебе се труди, а ти тоа не го цениш. А ако е дечко? Ако си дечко. Така? Сега ги деш. А ако си дечко? Јас сум дечкото. Значи, брат, има една девојче, разбираш, и Водителка е, водителка е. И вика, јас дечко ми го засакав, уште пред да го запознам и ме однесе на романтичен викенд во Париз. Париз. Дека? Париз. Аха, а да те однесеше на романтичен викенд у село Тркање? Кочанско село е. Ке го засакаш или уште пред да го запознаеш? Нели не е битно месото кај си? Нели? Нели битно е човекот со кој си? И човекот че у тебе и ти у него. Така. И замисли, брат. И замисли. И сега доаѓа кај девојката му и вика. Срце мој! Јас сум девојчето. Ти си девојчето. Фигуративно. Па не личиш многу за девојче, али ајде. Добри. Многу си платил сега. И му вика. Срце мој, ќе те носам на романтичен викенд у Париз. Не, ќе те носам на романтичен викенд. А тека не знае. Да не и кажеш. Не и кажеш. Че те носам на романтичен викенд. И она кеф. И она кефлија. Значи не и кажеш изненадување, брат. Изненадува. И ја носи. И брзи ги очите. Да. И ја носи со кол, и вака кеф. И брат стасат пред селото што е, село реши, и тргај ги во завесата и она гледа таблата пишува село Тркање лево. И каква ќе биде фацата, молим ти се, да шо, нели си изненадена? Много изненадена. Шо, нели ти убаво? Убаво ми е. Шо му фале на село Тркање? Шо му фале на... Чекай да те питам.
Тамо викенд има ли бе? Има. Сабота недела има. Има. Небо има ли звезди? Има. Ниви има. Ајде пари стаги ниви. Нема. Слиш? Сега добро, нема. Ај фе на кула, ама има едно високо дрво што фалам дрво. Ништо брат. Однеси ја на пикник околу тоа дрвото и кога ќе завршите со тоа пикникот качи на дрвото и избегај си и остане таму цел живот ќе те јаде по цел живот. Ки ти баре тај кредит за ова Дај за роза. Так, а има и жени, брат, што многу обрнуваат внимание на деталите. Па истите жени се. Истите жени, значи многу ме нервират жените што обрнуваат внимание на детали. Пример, еве имате секс вечерва и многу убаво. Јави се, де. Шо? Иди качи се таму дај. Абе да не чека човеко, не заебаве. Бате ли ово што јадеме гомлиње тука? Не заебаве и работа имаш таму. И вика, пример, имате секс, све убаво денеска и утре дента... Еве, јас сум девојчето. Чекай, ма да кажем шегата нешто. Ма девојчето го ќе бидеш, ќе ти го дам позади 10 кили. И вика, пиеме кафе утре дента, после сексот све убаво и доаѓа и ми вика, окей, као ти се свигаше новото прсче вчера? Шо, ново ли ти е? Шо имаше ли прстуче? Не, пошто ја не памтам. Не памтам, да. Значи ја знаеш шо правам. Знаеш ја шо правам? Ја доаѓам. Добро. Ти си девојчето сега, да ти направам кеф. Јаво ја девојчето. Ти си девојчето, значи ја шо правам? Ја доаѓам, влагам у собата, гледам, го фаќам прстукот, го валам, го фрлам и работам. А според неја шо треба да правам? Пример. Според неја за да ги приметиме деталите. Според вас тука што се жените. Да, според неја. Значи влагам, го гледам, го констатирам, го фаќам. Шо материјал ти прстуче? Срцај не е бит, Кај ти е, кажи ми од кај ти е! Срце не е бит, ајде да имаме секс, јас сум овулација. Ма како секс, кажи ми од кај си? Од бит пазар си на проблем? За 150 колко е това? Ама срцај ми се. Срцај ке се... Нема шанс, дай отвори кесичката, отворим што си купи друго. Така ли? Чекай, кај го купила ова? Од дека? Од бит пазар? А како го пробуват на бит пазар тоа прстуче? Таму јакото што знам нема гардероби. Како го пробувам? Чаки ти објасни. Еве сега, јас сум девојче. Еве, ти си девојчето. Ајде, многу девојчиња, бе. Добар ден, што треба? Чекай бе, не е така на пазар. Добар ден. Ја, од другата страна сум сега. Чекай се. Сега ти си на циганскиот пазар? На циганскиот, на ромски ове. Ромскиот се извина. Ови на Рома шо е? Пошароци. Добар ден. Добар ден, што треба? Прсичи. Прсичи, добро, кој број ќе ви Па од суперче. Оде, имамо 150, 200, 250. Кој треба го сакате? Од 150. 150, добро. Кој број ќе рече? Од 75. 75, чекај да проверам само малку, момент. Ајжу, ај за тебе 85 да не ти стега многу. Нека си ме сега ќе се здебелам. Па таман, ето. Фала многу пријатно. Така ли? Не пукам на това. Така ли пробувате прсучење на бит пазар, бе? Или па има некој, чекај, жените. А ние мажите бе која молиме жени за секс. Катастрофа. А шо личиме? Па циганче која моли за 5 денари има повеќе достоинство, бе. Он ти е конкретен. Значи он доаѓа и вика, чичко, дај 5 денара. Немам. Каков педер си. И си оди. Си оди. А ти не си одиш. Тука си. Аби иди си. Чекай да ги питам. Имате ли молено за секс? Това за майсто значи. Имате ли молено за секс? И што да не сакаш ти у еден глас да ти речат? Финтата беше еден да крене рака, па да го добиме пола сад. Али добро, паметен народ, бе. Не, ова е добро, Не, он е женет, он сам не моли, али колко молил, Шо? Баш сега моли. Еве ќе објасниме како моле он за секс. Сега, брат, не, ние ќе објасниме, па ти речи да или не, разбираш што да кажа. Добре ли, Бубица?
Добре, ајде, значи јас сум девојчето, пак, ајде. Срце, чекай! 8 сата гледам серија на некоја програма. И, например, ранкото. Рано, У 8,5 сата. Ја гледам серија. И он се прави улов. Да ме не го интересира, знаеш. И оде нека женска вика, Срце, шо правиш ли, добре ли си? Добро сум, гледам серија, не ме замари. Не, ја мислев ако сакаш малку да... Нема шанси, не замари. Добре, извини. Десет и пол. Тоа е 10,5 сати. Толе на волци. И веќе почне малце да се нервирам, ај шо е. Зашо гледа девојче толе на волци, тоа не ми е јасно, нема вeze. И Паоли вика, Срце, гледай сега ти објаснам нешто малку, сега поагресивно малку. Ја денеска беше на работа, изморен сум, јас сакам малку да се онедеме, ако треба. Да ме опуштиш. Не ме замари, гледам толе на волци, да шетам. Шетам. Ама, Абе, беги мали да си. Не замари, дојду 2 сата. веќе од 2 сати нервоз вика, Срце, да се секс сакам. Нема шанси, ме боли главата. Дај ми малкучко, малку. Ме боли главата. Аме Срце, напи апче. Трето прв ке пијам сега. Срце, ајмо малку за... Нема шанси, утре треба да добијам. Ама добро, па е утре, Срце. Ево утре, ама денес тоа мало ме боли. Не пијам апче, нема шанси. Срце, ајме малку. И чекай сега, ти треба да не зади разграничиш што значи тоа малку, брат. Че дали малку као временски малку или малку као само главичката малку? Ај одлучи се, молим те. Временски малку 3 минути. Добро, ај замоли ме за 3 минути. Срце, дај малку 3 минути, само малку, 3 минути, долу после да чигоно, мога си одно, само... Чекай малку. Ке си отидам, не, само се оставам. Што е девојка ти, бе, брат? Микровална? Па за 3 минути? Микровална ли е? Е, шо? Дое, навие на 3 минути, стае го, и тоа кога ќе изтечат тие 3 минути, направи да звук. И ако не го излезеш, има да изгори. Да! 3 минути е. Ей, слушай, многу збориме за секс, брат. Не, а? Не, може да налета некој министер. Ако налета тој од здравство, има да не клеца пучино. А ако дое вај од образование, од кефке не е. Добро, него оне, види сега, да го разбереме човекот, него тоа не му е уресор, али загрижен е човекот. А што бил работа? За наталитетот бил загрижен. И вика, јас лично ќе придонесам. Добро, и шо? Само вечера не придонесуваме, брат, молим те да завршиме само, може ли? Формирал не продешега, па нема веза. Молим. Формирал комисија. И комисија зовија за дигање на наталитетот, пошто не му уресор. А комисија направил? Комисија направил и одат од врата на врата и вика, добар ден. А чекай, што... Ајде, добро. Ти си тај на врата, шо? Добар ден, да ја прашам, ние сме од Министерството за образование, дали има керка за клецење? Министерот сака да придонесе за наталитетот. Ја имам керка, ама не знам дали е за клецање, да ја прашам. Ајде, приди, прашам. Ама, оти. Ако му уресор да помени, има многу работа, не мога. А кога да помини? Па кажете вие, ќе помине, не е страшно. Брзо работам, брзо работам. Брзо, добро. 4 минути му трае, толку. Ај бака. Добро. Ај утре помините и жени ми да ја онедете малко. Не е проблем, ќе онедете. Чекай, тебе нешто тијам гледано, брат. Шо? Нешто имаш глумено физички театар. Да бе, многу сум еластичен. Сакаш да видиш? Ајде, сак, фани ме тука за работа. Фани ме, шо? Сигурен ли си? Фани не се плаши. Гледай сега. Опа. Шо направил? Одам кај доктор и му викам, докторе, шо е работата со мене? И ми вика, од таков материјал си направен. Прилагодлив. Знаеш да се наведнеш. Значи можеш да се наведнеш, разбираш? Па чим си е таков материјал, ти си печен за политичар, брат. Демек прилагодлив ли си? Талентиран си за политичар, чим знаеш да скола, знаеш да се наведнеш, тоа ќе биде за политичар.
Кажи ми, снимаш ли нещо, бе? Какво не бе, брат? Мисля, дали снимаш нещо общо като глумец? Я, например, я ако глумец, например, имам снимано много. Имам, например, сега 2 пъти имам Путя снимано. Ти имаш нещо снимано? Я едно време сака таленто да ми го открият дека ми е. И те снима ли? И взема колоноскопски да ми го открият. Па и той е снимане. И со камера влезя. Що се смеете, не е смешно. Пробали ли сте да видите дали? И убав ли е тай кабела? Слушай какво се смее убав, знае дека. Знае дека не е убав кабела. Знае дека е убав кабела. Зависи. На некој му убав, на некој не му убав. Зависи до кабела. До кабела. И брат, гледа и видя нещо кафено, ме звято не беше таленто. А кажи ми, чекай сега, мат. Шо най-виши? За ако той е министър, или министърът, ако той е, Добро. само за него ли ки играш? Трагедия, колега. Не, само за него ли ки играш? Трагедия ки му играм. Ама, шо най... А за него ли? Да. Не, сега за... Дали ти е битно за него ли за... Не, гледай сега ти кажем, на некој е битно шо ки играш, а за некој е битно пред кој ки играш. Е така, ако е министърка, Не знам. ако е министърка, танцот ти е различен от министърът. Различно. Да, ако е министърка, танцот... Ако е министърка, какво е там? Танцот нещо... Как? Не знам. Ако е министърка... Значи по-напред. Да, а ако По-исторено, вай дел предниот да ти е по-исторен. Да, той ти е танцот за министърка, ако е... Ако е министър? Па не знам, ки се найдеш некако да... Некако ки го потражиш. Начино. Ако не го потражиш... Ако не го потражиш, он сам ки си го найде. Начино. А шо най-више играш? Трагедия, колега. Смърт или найдени открити, общо и посебно. Мъжи привлечени, мъжени, жени привлечени, мъжи голи. Комедианти, например, всеки ги игра и ме е пресувал сетът на интриги и илузия. Много е склон към плума, не може да го склоним от сцената да те. Айде да иманим си. Например, по ваша заповед може да играме комедианти, вработени, невработени, шпиони! Кай ги спомна шпионите? Кай ги спомна шпионите, ле? И да 500 шпиони тук. Има ли тук някой за шпион? Шпион има ли някой? Има. Има, ама не го знаят кой е. Дори и детето знае дека има шпион. Има, до мене не го кажу кой е. До мене, ама не го кажу. И шо е за шпионите? Вай се обръквайте да не е шпион. Тие са андеркавер пръкови му са тие. Кога збори да не му се примете. Колчовско. Андеркавер. Слушай, знаеш ли шо е най-якото кај шпионите? Моли. Най-якото кај шпионите? Шо е? Много шпионират, бе, брат. Викаш да е най-яко кај нив? Много. Шо е? И, например, и навечер кога спият, и навечер шпионират. Како мислиш? Па, например, ки си легне това и вака прави, и вака се луга. Сега, да, и, аха! Айде от ти видал няма меса. А друго шо знаеш да глумиш? Педофили! Педофили ки глуми. Добро, оно Штип, тамо има много педофили. Тамо е центърът на педофилите в Юго-Источна Европа. Чепкаш болна тема. Я чепкам тия отвори. Това представа. Добро, сега ние, какво да ти кажа? Шо имате тамо за педофили? Имаме сдружение на педофили. Асоциация. Association Corporation Development for Children and Stuff. И имаме един най-мудър педофил, тай най-мудрио шо е. Со най-големи муда тай. Он цяло време држе говорници обука за децата. Трибини. И много ги бива, много се педагошки настроени към децата. Да, педагошки. И шо е со трибините? Па има една трибина, сега скоро имаше една трибина, викаше се "Како со Чичо и зошто?" Свираш? Да. И, например, ке го седне, сега ќе ти обяснам како иде таа трибината. И он си седне тук, свираш? И седне го детето тук. Добро, на коляно. Како те добрас? И викам, "Шо правиш?" Добър ли си? Гледам те на Фейсбук, сингъл си нещо. Не се секирай. Никой не смее да те пипа, освен Чичо. А знаеш що се знаеш дека вие са явни личности педофилите? Кой бе?
Педофилите ги имаш на сайтот на МВР. Што збориш? Да бе, да ги имаш на сликички. Имаш, ако сакаш можеш и лайк да му кликнеш на педофилите. Или рекомендет. Да ме препорачаш. Му го препорачаш некој на Фейсбук, ја ти го вај педофил од мене ти го препорачам. Од моје лично искуство. Много е со деца, нежен. Видел го со деца ефтен. А сликата каква му е? Ај, молим те покажа Сликата, брат, легнал и гол. Ама легнал покрај камин тука и ставил тука една играчка мече. И напишал под сликата: пронајди ја играчката. Следува награда. Шо е наградата, тоа детето ќе си открие, некам да му се мешам. Битно знам дека има 2 киндаријаца, друго не знам. За него, знаеш ли шо? Шо? За тие педофилите, брат, затвор. Затвор. Затвори го тамо, да разбираш ли? И тамо у затвора ќе се сретне со неговата прва љубов. Ама сега таа првата љубов, Кој бил професор по историја. А овој му бил ученик. И сега таа првата љубов, брат, на Биртан. Окав оне ден на пумпан и го гледал таму и му вика: Чичо! И кој ќе го путне таа келија, ти има да го расчичи. Сите чички ќе му го отвори. Тоа за ни, брат, тоа за ни. Само затвор. Само затвор. Страшна работа. Дај малце, ајде пауз да се освежи малко. Педофилска клетва таа живее. Ќе ме биде ли за педофил? Какво ти ова реторичко прашање? Мислам, нема да те бидам, ги немаш годините и некако многу ми глумиш, брат. Па ако сакаш да викнеме некој од политичарите да ти глуми. Педофил. Не, да ти глуми. Да ми глуми, па да, они види, знаеш, политичари, они се талентирани за глума. Брат, они, ако ќе завршат политички науки, автоматски имат и диплома за глумец. Да, али знаеш што е ни проблемот? Шо? Многу кратко памта. Одма забрават, сакаш да кажеш. Одма забрава. Ами на изборите одма забрави. Да, не, утре денеска го читам по монологот што го е пишал, утре го забрави. Не се смеат. Страги е, бе. Да, страги е. Знаат дека тука некаде се иони околу нас. Кај нив тој е најголем проблем. И што забрават, а? Забрават. Многу забрават. Многу забрават. Ама ако ќе му пропадне партијата на политика. И, например, забрава, тоа е прва професионална деформација, забрава. Втора професионална деформација, например, пропадне му партијата и оде, например, кине карти универзална сала, разбираш? Не, што се работи. Да. И вика, чекај госпожата да се отидат, пошто нема смисла, многу е рекото. Хвала многу на присуството. Бете прекрасни. Овие се шпионите на цела дата информација, брат. Разбираш, ќе се врнат. На площад. На площад, да, на площад. И, брат, и после кине карта универзална. Кине карта универзална сала. Но, пошто забрава, тоа му е првата професионална информација, и бара карти на сите. И, например, тој некој лези си универзална сала. Дечко карта. Дечко, плати ти преска се, шо? Добро, ајде улези. И улава си, после па излава да си пуши цигара. Пуши цигара, добро. И па доваѓа па. Дечко карта. Абе, плати ти сега пред малце. Добро, улези. Не нервира, не улези. И добро, па улава и трет пат, брат, доваѓа. Поча му се нешто. И прави одговор. Дечко карта. Абе, шо човек плати ти, шо? Добро, улези, не нервира, не улези, не нервира, фара, тук убијам, затворам те тук, не нервира. Тоа ти е друга професионална деформација. Друга која? Ајде да кажи. Која? Сега ќе ја видам. Друга професионална деформација, брат, значи таа првата што е. Те глували ти? Првата професионална деформација многу ветуваат. Многу. Non-стоп ветуваат. Значи, нешто кажу, одма вети. Например, добро утро. Значи, искача од зградата, комшијата добро утро му вика. Добро утро. Ќе биде не се уреду, не се кире, ќе заврши работа. Уреду е. Не се кире, утре, заутре, најгосто. Шо? Не се кире, ќе заврши му живи си, ајде, тене работа. И, например, ветува за детето. За детето, например, дето, тато, може ли да си тетрадка да ми купиш? Не му дојде детето. Он иде кај детето, му влага усото му вика, не се кирај, ти ветувам дека утре, сега овие со рокови, модерните, нели што се со рокови, ќе ти купам тетрадка утре, најкасно задутре. До 4 сата. До 4 сата, све си е со рок. Или, например, на жена му. На жена му, тој е најако. На жена му тој ветува нешто. Например, јас му жете, викам, ќе имаме ли секс вечер, Злато? Ти ветувам дека ќе имаме секс вечерва, дека ако треба 2 секса ќе имаме, проследени со неколку оргазми,
И ако треба, ветувам дека нема да свршам предвремено од ветерото. А ако свршам, да умрем и да загинам за Македонија. Знаеш ли шо? Мене знаеш шо највише ме добие? Шо сите глумат, бе. Много глумци. Слушам сега универзална сала и мало нещо стендап, чекайки министр. Бог да чуе да лажат ги луѓето тука, взимат и по 250 дена. Ше! Бог да чуе. Сите глумат. Знаеш дека и тук има глумци? Има ли? Има един куп глумци тука. Сакаш да видиме дали некој глуме? Например, него е... знаем, он е роден глумец. Роден глумец. Брат, тие би га се шо. Брат, тебе те најдем се, шо направи? Ама не за друго. Пошто планирахме тоа столче и сега... Пошто дајчичкото строго некако не гледа. Знаеш како ме гледа, брат? Демек, немој мене да си... А прко ми нещо. Не, бради. Бради. Не го питате што кога да дошло на трагедија, бе, брат. Комедија, бе, таа трагедија ова ще го збориме. Него, брат, имаш ли го проверено на жената? Имаш ли глумено на жената и некато живото било кола? Искрен човек! Абе, не искрен човек! Ај му рака, баци го човекот! Браво, браво! Баци го човекот! Имаш ли го проверено? Сега, колега, ај молите глумити. Ева, јас сум ти сега! Да, имаш ли го проверено на жената, например, дојдеш ти вечерта у 4 по саато, 15 за 5, Сабај си дојдеш са бајлето и, ај, колега, улизи. Колку? 4 по 5? 4 по 5, ај, улизи. Ај, мој. Сабај. Чекай, да мова, така ли су учили да се? Ајде. Ти што не ми се гледа, не може да погода брата, дека чека да видам, чека клучо да го најдам. Клучо, не кондома го извини, чека. Нека е клучо. Ево клучо на најсигурното место. Чека да видам, да прочитам горе дали мојост. Не може да читам, не више читам. И чека да улезели колега. Не фали убаво. Надваш ли убаво? Улезели. Добро е. Не читай ключе. Добро. Сега. Седи си, слободно. И улезели, затвори, извади ключе от позади. Абе некој ќе ти дојде ти ограбе, вземи си ключе. Ете. И оди се, не, ќе ја затвори врата. Ќе нема ми брате. И пази го мачето. Изгази го мачето. Мачо! Чека си, не! Осте го мачето, тере глуми. И онда е река. Ама осте... Нека ми е жената се. Натака, право. И ми е масата от дневната. Пази я масата от дневната. Нова ми е масата. Пази, Мачо, ама осте го мачето, да го има мачето, да го има. Да, има мачето. Оди там, кажи. Да видам дали е моето обещание, трябва тук човек да ме чека. По-бързи не може, трябва да бъде Йон дома да. Абе да знам дали е моето мачо ще разгрежа. Жеби вечер Йон да заглавя до 4 по сеят, не за ако е мачо, не пасу майката, не е моята кухня. Оди напред да мине, добре ли? Абе има мачо, я го знам. Оди на такова нека мачето. Ой, избра, заебани, мене сбили се. Имам мачето на тия. Оди там, брат, айде. И одеш, отваряше врата, взираш, порека да не кръцне нищо, пази ли отвора подолу. Пази да не кръцне. Тя разбудиш. Паза до тебе, полека. Оди, айде, улези ли? Затвори вратата да не промай да не умра. Добре, ај оди сега некај кревето. Полека, бе, полека не ќе разбудиш жената. Не от та, де види дали диши ли, види дали диши. Хрче у пичку, ватре.
Не от тази страна, от другата страна, от грешка страна поверуваш. Абе, по-далото гайта! Хърче опичко, бата. Оди, полека. Ай сега, седни, ама с обличи панталоните полека. Пази на Каишо да не тропне, полека, моля те. Няма кажеш да те ма глупил. Дай бе тия продуцентите, дай ти ме не Каиш, бе, Богема. Дай не Каиш, бе, брат, ти беше Каиш. Не разбрам, човек. Ай бе, да ти имам да се лъжеме съвет Мицо! Не може беше! Оди се тук! Викай то! Спиш ли? Няма половината спие, не мълчи това! Що се нервирал на те? Много си смешен, бе. Тишина, бе! Чекай да улеза, Молико! Улези, айде, Молико! Полека, спущи ги панталоните и седни. И кърцне! И от този момент кърцне и жена му се разбуди и му вика: Машо, дека ке одеш? Ти порем ке ода! Биде! Не за друго, брат, работа ги се отвърши, трябва да дойдеш поле после. А не трябва да чекаш да има, разбираш. Ке трябва да чекаш да се да ми да отвърт подавицата. Али ова е 5 за 5, пази. Баси майката. Абе, стварно се начукав да го кажем ова вицо да ти е. Епа! Епа, запналци мачето. Абе, ако е маче, сгрешил съм я кукята, ако е мачо, кай мене сум. И сега, дека е мачето? Мачо! Сей, него тражи па, молим те се. Не. Това ти се, брат. Ай, машките ще кумат и жените кумат. И они, най-више мързам, кога некоя девчек и ни каже: дечко, много ми глумиш. Па глумец съм да му еба майката, Шо, държавата му да дела диплома, печат му удрила и да глуме. Де е печат работа, разбираш? А те е печат? Мислам, министъра ми дал диплома. Так, муро. И ми ставил мура за цял живот. Разбираш? А, например, как ти обясниш на баба ти дека си глумец, брат? Зато и много баби не сакат. Одам, яви се. Одам кај баба ми. И викам: бабо, ја глумец заврши. Шо си, бе? Викам: бабо, глумец. Шо? Бабо, бе, глумец. А шо работиш? Мене баба ми... Мене баба ми вика... Сине, шо завърши ти? Викам: баба, глумец. Шо? Викам: баба, глумец. Шо? Адвокат. Обол си. Баба работа по адвокат. Лажеш ги луѓето, крадеш ги, ама... Битно твоята фамилия да има пари, другите не са битни. Ако? Или, например, има, не знам сега, ако си видел по телевизии, по YouTube, има много глумци. Да, после има една серия, сега се вика "Представување на градоначалници". Най-нова серия. Да, е най-нова серия. И имаше скоро една епизода, много беше емотивна. Тажна. Пак е комична. Главен лик беше Крадули, как се више? Крадули, бре. Крадули. Джани! И знаеш какво почуваше се? Знаеш какво почуваше серията? Моли. Много яко. Слушай. Кажи, шефе, що е работа? На емисия сум не можем сега. Айде, да представуваме. Али, фантастична трансформация има. Значи, трансформация има 200%. Но гледаш, на сниманието една недела пред това, там декември на край нещо за бучат беше, не се секи от тази шоу. Край негде,
се снимаше, пошто у една епизода беше за буџетот. Буџетот и он у една епизода Загиши? Чекай. Значи трансформација 200%. За буџетот го гледаш таму. Трни прстот! Семи! И после това ден. За него. Фантастичен глумец. Одлично. И съм точно не работи от театър, не знам. И тя забрава текста. И кине картика е стаси. И много ветува. Да, за това не работи. И брат, а сакаш да буџетот да ти ке разправим тоа после. Това после. А петлите ги правим? Не петли. Дай кажи ми ти, министър, кога ќе дойде? Брат, много работят изявно. 24 сел работят, брат. Нема ги нигде. Не можеш да ги найдеш. Денеска си да са на площата, ама. Па тамо се сите, бе. Па кой ко чека ми, ети? Ај ти кој курам, они што чекат. Кој ме лажеше, бе? Ало, бе, универзална сала ли се чека министра? Бог да чуе, бе. Слушай, ај ти така што правиш него, дај да фрлам ја овоа. Што да фрлиш? У кантата, пошто овој синопсис со првиот дел ми наме, го дај да фрлам. Не! Чекай! Што е работа? Ти ненормален си. Дај да фрлам. Абе, чекай! Ке фрлиш. Чекай малко сега. Си има си процедура за 7 майка. Чекай се. Чекай сега. Мора да се отвори тая канта, не е така той. Чекай! Държи оди да ми помогнеш, май. Обтикни го бал. Да ти го... Сигурен ли си бе за канта? Абе, чути не ме нервира. Така е речено. По новата Библия мора се да се отвори. Не я коментирай. Гледай у камерата и прави се улов дека. Прави се улов дека прв пат ја отвараш. Гледай у камерата от црвеното там. Да ти кажам, прави се улов дека прв пат ја отвараш, пошто има некој пат по 5-6 пати отварат нешто. Сега дека отворена. Това е отворена, ама няма върси пак е отворена. Чекай. Ето отворена, айде. Чекай. Така, обтигни му бал. Чекай, при нека слика. Айде, нека се срекне. На секој човек по една канта. Канта, човек! Да не шета ѓубрето по улици! Канта, човек! Ето. Сега ќе ајде, пети! Да служе за много години, заедно да не биде и много да се пуне. Ами, и да лаптоп до нея. Добре. Сега фърли, Чекай сега, какво чувство има на отворена канта со црвена лента? Чекай сега, какво е чувство? Айде. Чекай, ovo е много емотивен момент за мене. Ама нека да снимат камерите. Добре, снимат, шо е работа. И пак гледай къде ако да снимат. И нас не се. Дай бе, крупен. Крупен ли е? Не е крупен, ке го укрупнам я после. У монтажа ке го средам. Айде. Друга. Много ми се свига лъка. Слушай, Ай сега те рези политика. абе, Кажи се. знаеш што ми ја приметено дека вие ностоп работат? Седница на Владо у недела вечер. Ей, У 10 вечер не работите, у недела. У 10 вечер. Едор, кога спият тия? Брат, спият 2-3 сати и тогаш ще стануваат седмицата убрзано. И после от понеделник имплементират све животи. Нема спиење. А буџетот? Буџетот? Како го? И тоа ли го стануват или? Еве, сега ќе ви објасниме како се носи буџет во Република Македонија. Може сте го гледали, ама сега пак ви обясняваме чисто нека да се знаете како се носеше буџет во Република За Македонија. 2013 година. Сега јас ќе бидам оваа позиција, ти ќе бидеш во обратна позиција. Која позиција? Опозиција, брат. Опозиција, добро. Ама црвена кошула не ми Да, абе, добро, нема врска, не дистанцирате со црвената кошула. Добро.
Значи, јас сум опозиција. Да, и молим те улизи улогата. Ајде, чекай да улезем улога. Така ли се улава во опозиција, брат? Оди од надвор и улизи. Оди од надвор улизи. Чекай од надвор. Ајде, зајбавам те, кој ќе те чека од надвор главаш? Седи, ајде. Чекай, да улезем улогата. Ајде, улизи улога. Чекай, улога. Чекай да ти помогам. Чекай, не ми помаги се таму. Опасни си ти. Овие јаки од опозиција, седи. Не. Само позади од. Беги. Але, брат, Ти уште не си чекай, брат, не да поздравам. Не си, брат, шо прави срце, брат? То, идемо дај. Слушај, ти уште не си го стрелил, некој свршил пичку, брат. Чекай се, не, она знае, Знаеш што следува? не, подсекни на старите, Чекай сега. ајде сега, улизи улогата. Чекай да улезем. Можеш да улезеш, ајде. Чекай, влегов. Улизи, ајде. Това, ајде, парите кај се? Парите кај се? Пучето кај, хонорарите кај се парите? Чекай, знам кај се парите? Ки има фрлено на площад парите. На площад имаш изгубено в фонтаната, ги имаш фрлено, да знам ја тебе. Чекай, сега ти обяснувам. Знаеш зашо пукефал? Знаеш зашо пукефал на две нозе? Зашто? Па за има за кој курс да даде пари таму. Маде име на продуцент Оливер. Оливер Ромерски. Слушай сега, Буџетот е тука е продуцентот, позади сцената или напред, не знам, горе ли е, дека е, он ќе ги донесе парите, хонорарот, буџетот. Ама ја не ти носам пари, брат, не ти носам Треба, буџет. заедно треба да отидеме да го донесеме буџетот. Ти си го поел буџетот, ја да го носам. Не сум го ја поебал, треба заедно да отидеме и да го донесеме. Не ти носам буџет. Абе, гледай, брат. Нема шанси. Значи, вака... Трли прстот! Трли прстот! Чекай. Не ме удри! Не удри! Слушай, да не ти е скапана раката. Ја демонстративно напуштам салата во оваа црна сабота. Демонстративно напуштам салата. Абе, върни се, бе, ладно е надвор, ки измрзнеш да го да. Ладно е надвор, не оди, бъди, върни се. Не, ако, со се микрофоните ќе ја напуштам салата. Ама, ладно е, бе, брат, дојди. Нема врска, башка тој главниот виски не носи цело време. Добро, ако е така, јас сега сам ќе донесем буџето. Јага, 3, 2, 1, так, донесе го буџето. Абе, чекај, бе! Биде сега, готово, ајде сега. Ој сега, чекай ти надвор, оди. Оди, ајде надвор, чекай таму. Ако ви треба коридор, ќе ви направиме, ќе ви срца. Ќе ви направиме еден полицијски коридор. Што ти го донесе ли буџето без мене? Па сега, брат, тоа е. Сега, како ти објаснам? Мора да се донесе буџето. Добро. Ако не, кинезите нема леп да јадат. Кој нема леп да јаде? Кинезите. Што има везе кинезите со нашиот буџет? Па, оти нема да имат луѓето пари да купат овие млади чајна што се производат. Боли ме куру за кинезите! Зашто го донесе буџетот сам без мене? Брат, тоа е, се што ти објаснам. Добро. Чим си го донал така, сам си решил? Ајде извади го да ги мериме. Ајде извади го да ги мериме. Ај тоа вечер кој ќе сме сами. Не, предвремено извади го тука да ги мериме предвремено. Сите да видат. Што е работа? Ајде извади го да ги мериме. Срце му е Малти рейтинго. Малти, баш ка сега Стефче ти избегаш, кај ќе одиш? Супер рейтинг. Кај ќе одиш? Па без Стефче слаб ми е рейтинг. Па слаб ти. Шо ќе бре? Така се носеше буџет, драги гледачи и слушатели во Република Македонија. Така се носеше буџет. Тоа е комична ситуација. Знаеш ли ти, брат, сега пошто сме ки изборите се и така. Ај се и така. Знаеш ли ти како настанал историскиот, најјакиот слоган во историјата на македонските избори? Овој, го знаеш? На 15 септември овој народ ќе остане со у раце. Знаеш ли како настана? Како бе, брат? Сега ќе те објаснам. Замислиме ситуација. Седиш дома, пиеш виски. Не знам дашо виски ме асоцира некој. Помера. Пиеш виски, тука камиче си кори и размишляш
Како да го заебам народов на следните избори? И разпишеш некои 10-15 минути преку сила и ти светнуе. Од вискито ти светнуе. Поедем в работа на секоја фамилија. Ама чекай, не е тоа така лесно. Треба да видиш дали има овци за стрижење. И се обраќаш кај асистентката. Радо! Радој ке мориш, ке разадо. Кажи, шефе. Слушай, колку не работи ние му држава, бе? 400.000 бе, шефе, не знаеш, па ти ги направи. Од кај да знам, бе, Радо, после 200.000 после тат престана да бројаме дали сте нормални. И вика 400.000, да, одлично, тоа ни треба за нов мандат. И пиши таму и излезе слоган од консултација. Знаете ли кој е првиот комичар од политичарите у Македонија? Кој? Бубе сестрата. Секој митинг стендап. Кој? Ама не, тоа беше на времето, сега више. Сега нешто го нема канцелариска работа. Изгледа канцелариска работа отворила. Го нема нешто да затворило канцеларија. Бубе сестрата, секој митинг стендап. Никола! Лопатаруе, бе! Ти, заедно со братче ти Искандер, ја направивте Македонија долина на волците. А најпрвиот е Анди Бајер. Он прави стендап пуна за 25 години, само не е смесен човек. Емисијата која беше ви. Шабарак! Шабарак! Вака да ви обясня, не сега. Но сега спореше сега ја могу. Шабарак! Чао го мала! Чао го мала! Не знам ти реки, што ме спориме, не знам ти што спори. Значи, јас да ви кажам. Да не си ја, да не бил Анди Бајер, ти сега не би бил пратеник. Шабарак! Да шабарак! Вака да се разбереме, јас. Него сега да сега спори, ја да му спорам. Шабарак! Кажи, ја и ти се му град, колку е пола да си, каѓајте мене, не знаме, кој си ти си мивка ме. Ти си пола човек, пола ништо. Ти кажи да си не тебе. Јас сум Кока-Кола, бе. Кока-Кола. Кока-Кола. Ама пази, он е Роналдиньо. Ти си за мене Миринда Джус Портокал. Миринда Джус Портокал, Роналдиньо е, така прави. Затвор за вас! А овај другиот Банко шо е? Банко. Не знам дали го знаеш. Он вика, и некој го вика Банко, а некој го вика со малку потврдо. Со едно потврдо. И на телевизија го има и вика. Тоа на прошлите избори. Да. Слушай, тамо некој збори град. Некој е кошар, се жалел, вика, заради Банко, жена ми не напишти. Па, нема му е, па, брат, и да сакам не може да пусти се. И едно време почна нешто му се петка јазикот, не знам зашто. Најверојатно од тремамо, нешто, оти човекот не пие. А шо вика? Не пие, он е макробиотичен, здрава исхрана. И вика, едно време вика, му се петка јазикот и вика, ек. Шо? Ек. Реки! Реки се натуел реки! И едно време заспие тука на работа. Реки! И спие. И едно време се разбуде пак. Реки! А збори за овој. И вика, реки се натуел реки! Шеф е горе микрофонот. Тука горе не знам шо е работа. Тука е шеф, горе. Горе знам. Реки! Денеска го викна на дуел. Кој? Не е преден. Тој изгледа на галено. Не е Рада, него е Рада. Еки се соваш. Тие сака со жена. Ако реки со жена, ние трето управителјаме. Боки 13 не члани управител. Само не нешто трето држава. Е така. А овие? Кој? Имаше една многу култна изјава, вика овој Банко и овој Пупчо брадата овој. Овој што е у Охридско езеро што е ностоп тражи бугарски пасчи. И вика, слушай, тамо збореле на едноставно нели? Многу јако трепка. Вака трепка.
On je cool, bra. Ti možeš što sakaš da mu kažeš, On je nadbrešno kula, unatre kuda što mu se dešava. Zato i ostane čovjeku. Jednostavno ne li slušam zborele дека во минатото со банко сме пиеле кафе. Па ние да пиевме кафе почесто, сега државата ќе ни цветаше. Нема грешка. Замисли, Ќе процветаше. ќе разцветаше, бра. И замисли, млади. Или ќе разцветаш, или ќе се разпаднеш. Ама замисли ги пред 20 години млади како пиле кафе, брат. Спијат у иста соба заедно. Заедно. Кој спие? Утринско кафе му носе. Кој на кого? Това е брата на Банко. И му носи утринско кафе. А Банко спие. И спие. И полека му прави. Да можам бар да те разбудам. Со послушањето. Усредна љубов за кафе. Престар со кафе утринско. Во кревет заедно. Па да те... И разбудим. И брат стиска си жена. И после пијат кафе, гледат. Пијат кафе, пијат и... Сам пијат кафе, па им дојат да им донесат пари од овие што се нафтата и стиска желба, еден на друг си гледат на кафе. А желбата им е нешто иста, мислам. Нешто победа, нешто избори, не така нешто е желбата. И едениот стиска и другиот стиска и едениот гледа на другиот и вика, гледа и вика... Ке си изначекнем. И нели овие политичари да станат партија прават некои такви песни као, нели као ние за народот, уствари крадеме и за народот, Ама повеќе за народ не знае. шо плескате бе? Трагедија! Трагедија жива, луѓе не знаете, вие не сте нормални. И вика, и нели станат прават такви песни, а овие плавите на последните избори има многу јака песна, нешто локум кафе, нешто има. Делеа локум и кафе. Ај што делеат локум и кафе, у реду. И ја гледам на телевизија, делат локум и кафе и станам са бајлето, си ги чекам у 9 саат локум и кафе, разбираш? А они да ти делеа локум и кафе само у плави згради. А мојата црвена зграда. Се јеби го. И станам у 9 саат, нема ги. Шо? Кажи. Дај купе кафе. Дај да видиме на бино кој рече, бре. Ај сега да видиме. Ја од тука е стечион ќе да видим. Дека сте? И вика, ја чекам и станам у 9, нема ги. У 8 у 3, нема ги. У 7 станам, нема ги. Викам, па не станам у 6 и по 10 от толку прошат. И ми се пријаде локум и кафе, тушава ми сака, разбираш, мислам, туку план. Не си станувам са барето да си купам локум и кафе туку од продавничката. И гледам карши ме у мојата зграда, комшито, планата зграда. Искачам ги гледам, разбудени, насмејани. Иначе во не е ракија да не мисли дека пие малку. Една плажена фаца, онаа као после локум шо е фацата, ја знаем. И вика, шо ми вика, вас не носат? Вика, нас два път до неделата минат. Вика, пак гласи ти за нив. Кој да кажеш, аз за кој су гласи? И сега нели прават тие такви некои песнички овора, и пошто деле локум и кафе, викам, требаше да се земат од К15 песмата за кафе. Најубава песма. Иде вака. Кафе плаво пијам, СДС разбираш. Пијам и добивам, локумче разбираш. Ајде море Банко, почасти виски. Кафе. Не може да уврзам никој си кафе. Нека пие цела држава. Ајде! Нека пие, нека ужива. Ранко, премиум! Премиум. А знаеш ли шо? Слушај, сега тоа што забрават. Не, многу е, како ти кажа овај Банко, многу е црс карактер човек. Да, значи кога каже не име. Значи, стој до себе. Мислам, стој до себе, тоа ја речета, стој до Значи, себе. он каже или нешто, брат, тоа него негира. Нема шанс. Нема шанс. Например, жена му ќе му рече, оди купи до продавницата нешто, он вика, не одам!
Не одам. Не оди и на краja па отиде. Не, дојде жена му каже, уште 5 минути ќе затвори продавница. Сакал, веќе од задниот влез у отиде. А Стефче, знаеш што му има кажано пред да затвори продавница? 5 минути пред да затвори. Храбро! Дај отпор! Издржи до 8 број 8. И му дада оспица на човекот. Не, немој да мислите да го правиме кампања. Шо аплодират? Дали има некој Стефче тук? Му дада оспица за 10 камеше човекот. А разделија се, добри другари, бе. Добри, бе, ама ете. Ама да му биш мајка. Охо, Нешко да не тие. А? Много црс карактер, да ще подсидат врските, колега. Евето го. Кој? За врските. Ти немаш ли врски? Кој? Ти? Не. Чекай малце. Нямам. Ти немаш врски? Нямам врски. Па ти ако немаш врски, одма ќе те вработам, бе. Па ти си ненормален. Ја цел време сум со врски, па не може да се вработам, ностот не мотат тие врските. Сега ќе се вработам. Сакаш да кажеш дека за да не се вработам треба да имам врски? Да. Аха. Ако немаш врски, Значи дечкото што беше тука, он е без врски. ако не вработеле без врски 100% плеш. А тие што се вработили? Тие си со без врски. А тие што се не вработили? Со врски. Е, по такви како не може да просперираме. Државата, а ти кажи ми што друго глумиш? Што друго була ја? А ако дојде министерот? Ако дојде министерот, Ако нема ли да се пресоплечеш? па не бе, јас сум веќе... Баш ка плана ти е бузата, ќе си ја заела работата. Ева, не бе, брат. Ама не, треба да знаеш како. Кога дојде министерот, Шо? ако му правиш представа, треба да се скриеш од тук и направиш бабам! Министер, добар ден! Представата Да го изненадам. да го отпознали. Од позади, а он да ми изненадам? Не, ти не од тук кога бабам, добар ден, министре! Абе, брат, не. Бабам, министре! Ама дојде су веќе, шо? Па добар ден. И? Шо? Па изненади го. Како? Па не знам. Со шо? Со бабам! Со баба? Да. Види да не звони телефонот, молите. Зашо да звони телефон? Па така мислам. Изгледа за првиот телефон дека треба. Да. Зашо дај пушти Зашо телефонот? пушти од телефонот? Фала ти. Фала ти се, фала ти се. Супер си. Таман на време! Таман на време! Ај се, јави се кога не звони. Јави се кога не звони. Ау! Аха! Чекай. Министер ли? Оле, о министер. Шо? Атенти. Много лакаш да. Абе, кажи нешто. Поелоквентно кажи да. Шо? Абе, утакмица не ти раскажува да те. Шо? Вајца сме тука ке ми Добро. Шо вика? Нема да дојде. Пилија се ке ја. Ово е музика за малце со одморени ние. Стрпите се 5 минути. Газирана има, неки ме газирана. Слушайте, имаме еден клабо глас, сега ќе го слушате много добро. Не газирана. Цел живот човекот е толку близко до вистината. Таа ти е како постојано заматување што го носиш во аголото од окото. А кога нешто ќе му даде на тоа заматување облик, затечен си од неговата гротескност. Еден човек кој стои во седло, во полумракот, во полуживата мугра. Чукна на вратата и извика 2 збора. Господине министре, Тоа беа само костум и кравата што легнеа во сивилото на неговиот собствен, сериозен стил. Но кога не повика, ние дојдовме. А само тоа е и сигурно. Дојдовме. Drugi si je odmasa. Fornordin. Jeg oppmenner kon. It's so this. It's so slow.
своя милост. Добре, Чичко Саша, крати го е. Хвала. Чичко Саша, малко има... Айде на аплауз за отбор. За Чичко Саша. Избори се ближат, газовики се лижат. Газовики се лижат. Чекай, ми дойде една инспирация сега. Чекай. Айде да одиме на избори. Излези, не се кри. Ико. Излези, не се кри, айде, излези пред твоят народ. И еднъж за секогаш кажи дали си за твоята Македония. Или си за нашата Македония. Човек, Джавек, или за курац Македония. Излези, кажи, шо е работа. Айде, излези на избори. Джавек, изгубиш. Знам. Излези на избори. Айде да одиме на избори. Абе, брат, значи ки изгубиш, защо дойме да ги трошиме народ? Защо? Знам дека ки изгубам, айде да излеземе на избори, да видиме кој ти си за... Добре, айде ки одем. Кај ки одем? На избори. Нема шанси. Брат, сега рече пред малко се сакаш да одем. Јас сум рекол дека сакам да Бог да чуе. Ти си ненормален. Ти си не... Чекай, шо е работа? Зове не може да се разбера. Абе, айде дойме на избори. Кратко памтење има. Айде дойме на избори. Нема шанси. Бе, сега пред малко рече сакаш да Јас одем. сум рекол, кој дали некој дека треба да избори, не сум рекол. Гледаш дека не сум рекол. Абе, брат, то ништо знаат. Оли не знаат, нема веза, не сум рекол. Нема шанси. Јадам избори. Те ти го викнам Чичкото од Европа. Добре, ќе одеме на избори. Добро, ќе одеме. Епа, нели нема доем? Јас сум рекол дека нема да одиме. Бог да чуе. Не можеш да се разбереш со е. Не, јас те... Слушай, не разбрам човек. Али, прва работа. Добро. Имам пар услови да ми исполниш. Неколку. Услови да ти спомнам. Да. Прво, Ајде, видим шо. пошто ме тераш сега пред времено да излезам тука. Добро. А пошто е ладно надвор сега, не сум спремен, немам овако да минаеше капут. Добро, имаме капут. Првиот услов е капут. Добро, имаме капут, црвен. Може ли? Плав. Плав капут, иначе не изглежда. Немаме плав. Црвен ако сакаш. Плав. Тегет. Тоа плаво ли е? Плаве. Добро. Друго. Друго, пошто ќе ми тука ќе настанам, ќе не можам говори да држам шалче. Добро, црвено шалче да го разбие тегето. Нема шанси плаво да е. Тиркизно. Тоа плаво ли е? Плаве. Сигурен ли си? Па, нема да ме замеш после не одам. Ја, какво е? Тоа ударна плава, ајде може. Значи и тоа. И тоа и сакам да ми го прочистиш изборниот список. Па тоа, брат, тоа е веќе прочистено. Сега ще ти кажа како. Сега скоро имавме една кампања, подпиши се. Подпиши се, ама не прска. Да, подпиши се и 14 милиони отдел до да, няма мрска тоа. Не е страшно. Имавме, брат, Ја испрска кампањата. изпрскаја скорост и, брат, тука цело време ги подпишуваме сите подпишања и едно време ги подпишавме и мртвите. И мртвите ли ги подпишам? Па сега. Чекай, ти беше там? Ја бев кај мртвите, ја таму ги подпишувам. Сега ти кажам. Многу баба гледам се брател од мртвите. И брат, ојдеме заедно со овие што ни се заедно и тие што ни се заедно. И бевте таму кај мртвите. И ојдеме тука кај бутелка, знаеш? И имаше една железна порта. И отворивме портата и така. И си влеговме со две записнички маси. И изгледа, сите мртвци лежа, изгледа ги фатихме на спиење. Вајде. И ги ставихме двете записнички маси и доаѓа мртвец и вика: Добар ден. Ја го викам: Добар ден. Смеја да се попишем. Ако можеш попиши се, брат, слободно. Ја викам: Да бе, човек, за тоа сме дојдени, слободно попиши се. Не фално. Доаѓа друг мртвец: Добре, ја го гледам некој, да не смеам ја да се попишам. Да бе, да. Доаѓа тој некој, да не можеш да ме... Чекай малце, стъпи се, кужа се прави. Лежи доле. Покри се со земјата. Па зашо треба да се покрие? Погоди ми се комшија, разбираш. Пред 3-4 месеци се партиме, човек. И сега сака преку врски да се. Чекай бе, комши, цел век имаш пред тебе да лежиш таму. Не се. Тебе много му се брза, па и сега. А имаше еден брат, со листо и у хартијата. Тај изгледа магистар беше. А пошто многу магистри, ама изгледа неа беше довршил таман да ја доврше магистарска туп ја упрема. И одеш и бараш го помогна. Добре, добре. Го бара професор. Ти ли си професор? Јас сум, ја умрел предната генерација, ќе го чекаш нај други
го до 90. И брат, така е ден, поне сите мъртво си ги попишаме. И готово, и то е завършена работа. И сега, ако сакаш избора и ова твоето почиствање се е наследено, така да може да дойме сега на па добро. А знаеш ли ти дека, ајмо со мртвите ме подсети, глумци бе, што ли се одржава, најбаво глумат мртви. Глумци одржава, че го легнеш тука и си вземе 25.000 плата. Так, легни го и глуме мртв. Чек, млад, шо е? Ти ли... Нека ти е пиштало. Шо е? Шо е работа? Прави си удар дека не знае. А отворено е. Брат, шо влака е министъра, мора да е минимум 2 пръста отворено. Шо вика? Го за тебе. Па шо го читаш? Шпил. Шо ти каже? Трябва платим данък за него. Абе, брат. Ме вработи ли ме? Шо звеш? Министъра ме бравото, бе. Министре! Чекай бе! Абе, чекай на бубонjera да ти дай, бе, барем! Брат, ме вработи, министъро! Министре! Министре! Брат, аз съм работив! Ай, нека е с реки и тебе да те не вработат! И тебе нека те не вработат! Що се така пахат, бе? Брат, съм работив! Айде, нека ти... Нега бе, шо е? Нека е с реки, айде и тебе ден нека те вработат. Луѓе! Дали не по-спорш да ми я вработат, човек си че? Треба кредит да взел! Треба да се женам! Треба кола да се взел! Треба да пасаш от Бугария да извънам! Брат, се најбо! Се гледаме! Нега бе. А кажи ми само една работа. Министърът, ако ти каже да умреш, и то ли ти го направиш? Аз това не го знам. Ние глумците, колега, вработените, сакате да ти отглумиме како се глуми мртов? Що знаеш ти със смъртта? Колега, па ние вработените глумци знаеме да уреме бавно, бързо, ненадено, отгорне височени, оп, ойде човеко! И само това знаете, да умират! Не, колега, моят характер, моят талент е малко от по-обща природа. И аз знам да умря